Ве молам малку за внимание. Кој е за предложениот еден дневен ред? Сите го имате добиено на мејл. Вашите така наречени мерки воопшто не вродија со плод и центарци речиси секојдневно дишат канцероген воздух. Пробуваме да ги исправиме плановите кои што беа донесени уште пред X години кога тука градоначалник биле од вашите редови. Вака сакам да го потсетам градоначалникот на општина Центар дека претходниот градоначалник не знам дека бил од нашите редови. Не ме прекинувате. Ве молам. Узурпирање на зелени површини ги направи токму екзекутивата која што беше предводена од партијата од која што доаѓа колегата советник. Ние сега ќе разговараме што направил СДСМ или ВМРО, него ајде кажете тогаш ако да не бидеме популисти, кажете ваши предлози. Терминот вонредна седница, дали вие воопшто знаете што значи терминот вонредна седница? Вие прашате зашто имаме сега, зашто не ја ставиме вторник. Дали имаме информација? Вака 2 часа дискутираа советниците во општина Центар на вонредна седница со една точка на дневниот ред – загадувањето на воздухот. Во меѓусебното надвикување, не го слушнаа повикот за надпартиска дебата поради алармантните резултати во експериментот на нивната колешка од дом, Бети Дејанова, професорка на медицинскиот факултет во Скопје. Професор сум на факултетот за медицина, повеќето да знаете. Прв пат се случува после 30 годишно работно искуство да случајно во лабораторијата каде што испитуваме интоксикација на лица, добиеме 90% од студентите дека се интоксицирани со цијаниди, односно роданиди во плунка. Ова не ни се случило наназад 30 години и морам да ви кажам дека за мене е алармантно. Сите се студенти од Скопје, значи тука живеат и можам и слики да ви донесам, пошто ги слика сите проекти и не ми се верува како да работат во индустрија со олово. Сите добија такви вредности. Седницата заврши без заклучок или одлука во насока на подобрување на квалитетот на воздухот во општината. Но настапот на Дејанова не поттикна да побараме подетални одговори од професорката за испитувањето направено врз студентите. Ние децении наназад го работиме во експеримент и сакаме да докажеме на студентите дека постои разлика во излачени роданиди кај пушачи и непушачи и правиме разлика кај студентите. Меѓутоа, оваа година забележавме некоја необичаена појава каде што не можевме да одредиме кој е пушач, а кој е непушач од примероците на плунка што ги имавме. Роданидот го лачи човечкиот организам за да ги претвори токсичните супстанци во нетоксични, кои на крај ги обработува црниот дроб. Методот за тестирање што го користат на медицинскиот факултет е стар, а интоксикацијата на организмот се мери со интензитет на боја. Професорката денеска го повторила испитувањето, но со десетина вработени на институтот. Оти студентите се во испитна сесија. Пред камерата, лаборантите тестираа и незин примерок од плунка, а таа е непушач. Имаме плунка, примерок, и тоа филтрирана предходно, во која што се додава неколку капки на 0,2% на хлороводородна киселина, се промешува и потоа се додава 15 капки од железен хлорид и се следи обојувањето дали ќе се создаде црвеникава боја која што укажува на фактот дека постојат роданиди во плунката и овој пример, како и останатите, укажува дека роданидот е присутен во плунката, кој што е причинет од присутниот цијанид во организмот. Она што се добива е соединение кој што не е токсично, меѓутоа укажува на фактот дека постои некоја интоксикација на организмот. Ништо поразлични не се и резултатите за останатите вработени на институтот. За жал, овде гледаме кај непушачи дека се јавува интензитет во обојувањето во црвена боја, така што веќе не можеме да кажеме кој е пушач, а кој не е пушач. Вака треба да изгледа примерок на непушач. Ова е единствената вработена во лабораторијата, за која из утрината биле добиени нормални резултати. Таа викендов воопшто не престојувала на отворено. Доктор Дејанова објасни што го труи организмот со цијаниди. Како извори за овие токсични супстанции
производството, металургијата, согорувањето на горивата од автомобилите, понатаму согорувањето на одредени биомаси, комунален отпад и така натаму, значи повеќе фактори се причинители за присуството, со оглед на тоа што аерозагадувањето е во последниот период поинтензивно, ни даде за размислување дали евентуално би можело да биде ова причина токму од околината, односно од животната средина, која што сите сме свесни дека е загадена. Таа посочува дека организмот, иако е оспособен, не може бесконечно да се бори со отровите. Црниот дроб не е кај сите ист и тој има одредена моќ, капацитет, така да зависи од колку е моќта на организмот да се справи со интоксикацијата и колку долго може да се справи, заради тоа што капацитетот не е неограничен. Компензаторните механизми не можат во недоглед да бидат вистински физиолошки механизми. Цијанидите делуваат на респираторниот систем, на гастроинтестиналниот систем, на крвта, на мозокот, значи на невролошкото ткиво и остава одредени последици. Овој показател засега останува само на нивото на индикација од практична вежба за студентите на медицинскиот факултет. Професорката Дејанова очекува од надлежните институции да направат опсежно истражување и да ги проверат точните причини за резултатите, што таа ги добива при експериментите во последниот период. Во меѓувреме, во речиси сите делови од Македонија воздухот синоќа беше енормно загаден, а Скопје изутринава повторно се искачи на светскиот врв според загаденоста. Уште колку ќе можеме да го издржиме ова темпо?